Кој е вашиот личен момент или една одлука која направила пресврт или еден облик поинаков на вашата кариера и која е пораката до младите девојки и жени кои се двоумат да се насочат кон оние зелени професии кои секако значат подобра иднина за сите нас? Многу е добро што се повеќе жени се приклучуваат кон проектите кои што ги нуди пред се Европската Унија, преку Horizon, преку Erasmus+, но и други програми кои што би значеле вклучување на жени предприемачи во самите процеси. Кога станува збор за зелена агенда, таа е една од нашите приоритети како дел од таа реформска агенда која што имаме испланирано во тој процес во период од 24 до 27 и навистина некаде добро се движиме во насока на декарбонизација и на сите основни обврски кои што ги имаме превземено ние како држава спрема Европската Унија. Сметам дека навистина е многу важно, особено жените, ради нивната емпатичност, да бидат вклучени во едни такви процеси кога станува збор за тоа загадување кое што е сепак поактуелно, не само кај нас во државата, туку и во регионот, затоа што некако имаат поголема свесност можеби од повеќе од машкиот пол во цела во цел тој процес. Кога станува збор за личниот момент, тоа што ме прашавте, јас сум по вокација кариерен дипломат и таа можност, таа работа ми дала некако отворени перспективи дека жените во светот се занимаваат малку повеќе со вклучување во тие процеси кои што значат и креирање на политики. Креирање на политики во смисла на освен дипломатија, туку и државни политики кои што може да ги прават. Од друга страна, која е мојата порака? Па јас сметам дека покрај формалното образование, жените треба да се приклучат и на тоа неформално образование, но и искористување на сите можни фондови кои што ги нуди Европската Унија, затоа што навистина има добри програми кои што може да помогнат, а со тоа мрежување придонесуваат секој проект и секој иден план не само на општествените промени, туку и на персоналните промени, да придонесе нешто подобро за државата. Кои се оние три клучни виштини кои можеме да ги издвоиме во она нет зеро економија или економија која е фокусирана кон намалување, односно доведување на оние штетни честички до позитивна нула? Да, тоа е еден долготраен процес кој што не можеме да очекуваме дека ќе се случи нешто преку ноќ и ние од утре натаму ќе имаме воздух како на швајцарски Алпи. Меѓутоа добро е што исто како влада сме доста посветени на работење и на пред се решавање на проблемот околу тоа. Не можам да кажам дека сме застанати со процесите или дека многу бавно одиме, затоа што сме во тој дел и добро оценети од Европската комисија. Продолжуваме и понатаму да ги работиме сите тие проекти кои што придонесуваат зелената агенда да биде добро оценета на патот на таа реформска агенда, односно врските кои што ние ги имаме превземено како влада. Но од друга страна сметам дека во зелената агенда како три вештини кои што ако треба да ги издвојам, пак ќе кажам емпатичноста на жените, таа која што ги води како мајки, како жени да се приклучат кон тие процеси, но она кое што навистина ме радува е тоа дека се повеќе жени сакаат да бидат двигатели на промените и мислам дека тие ќе бидат добар личен пример за сите оние кои што во иднина би сакале да променат нешто во државата. Како девојките или жените од помалите средини можат можноста преку обуки и програми да ја преточат во една реална кариера? Реално за мене тоа е многу голем предизвик, пред се како заменик министерка за европски прашања и тоа беше една од моите првични обврски изминатата година, да ги посетувам тие помали места кои што можеби информираноста за искуството, но и со така за искористеноста на европските проекти е мало или воопшто го нема. Тука во оваа година ќе работиме заедно со општинската администрација и мислам дека ќе се посветиме заедно со агенцијата Erasmus агенцијата и со сите општествени двигатели да може луѓето, односно жените кои што живеат во малите средини, покрај фокусираноста на овие програми кои што се наменети во земјоделските алатки или науки или во земјоделството воопшто, да се приклучуваат и кон останати проекти кои што би значеле подобрување на средината во која што живеат. Навистина знам дека тоа може би е процес кој што треба да почне, ајде да кажеме, најмалку во
основното образование, односно 5-6 оделение кога децата веќе и жените горе-долу почнуваат и девојчињата да се формираат и после тоа да продолжи кон средното образование, но исто така имаме една добра намера и со Министерството за образование и наука, каде што имаме една добра волја да може да ги запознаваме и сите оние кои што се дел од образовниот процес, па тоа се и студентите по факултетите, да ги запознаваме кои се можностите кои што ги нуди Европската унија, а може да ги се искористат ние како држава кандидат за влез во Европската унија. Има доста, но има покрај тоа за студенти и за средношколци, таа Еразмус програма која што доста е позната и ја користат. Имаме доста проекти како што или програми како што е Horizon Plus, тоа е една програма која што нуди се повеќе истражувачи, односно професори, асистенти и доценти на факултетите да се приклучат кон истражување и кон придонесување на статистиката во самата држава, што е едно навистина почетно јадро, односно ткиво кое што нас многу ни недостига во државата, за да може да знаеме од каде ги почнуваме процесите на промените.